Кичево најрано се споменува во повелбата на византискиот цар Василije II во 1018 година. Тој населбата ја наречува Кицавис. Српскиот крал Урош I зборува за Кичава, која во народниот говор останала до денес. Познатиот патописец Хаджи Калфа пак во 1706 година оваа населба, која се наоѓа на надморска височина од 622 метра, ја наречувал Фирџова, додека султанот Селим II ја викал Крчава. Кичево било задужбина на српскиот крал Милутин. За време на турското владење, Кичево едно време било каза, околиско место. Тоа растело и паѓало во различни периоди. Во една статистика стои дека Кичево пред 60 години имало 1003 куќи со 4790 жители, додека пак по ослободувањето од османлиското робство поради иселувањето на муслиманските семејства, неговиот број нагло опаѓа. Во денешно време Кичево е неспоредливо големо, има дури 22.000 жители. Овие улици подсетуваат на минатите времиња, иако и тие доживеале забележливи промени. На минатото подсетуваат старите занечиски дуќани, кои ги има се помалку. Ако се наоѓа по некој казанџија, којунџии скоро нема, а тие биле и најценетите луѓе во кичевската каза. Во старите списи по име се споменуваат којунџии кои изработувале пафти за невестите од мијачките села, како и за албанките од Кичево и околината. Во еден запис сретнав податок дека кичевските златари секоја година правеле накид за една од султановите жени во Цариград. Во Кичево сега има само 2 златарски дуќана, од кои едниот е на Благоја Настевски, што се одликува со квалитетна изработка. За да се заживее којунџиството, се организираат надпревари. Тој на еден таков надпревар меѓу 10 најдобри занетчи и златари во Македонија за квалитетна изработка ја доби првата награда од Стопанската комора на Македонија. Тој е последниот златар од лозата Настевски, која владеела над 200 години во Кичево. Овој и другите занетчи од Кичево очигледно се борат за враќање на загубеното, да му се доближат на новото време. Во тоа донекаде успева грнчарството, но не со стариот вид производи дулиња и грнци, туку со новите производи. Селото Врнешница порано беше исклучиво грнчарско село. И сега во секој двор има фурна за печење глинени садови, што знае да ги прави секој жител на ова село. Меѓутоа, новото време на овие луѓе им отворило и нови патишта, па бројот на грнчарите рапидно се намалил. Тие што останале да се занимаваат со грнчарството, тоа го прават од голема љубов спрема занаетот и со очигледна желба да го осовременат. Дури и на саксиите за цвеќиња им дале нови форми и бои. Во осовременувањето на грнчарството особено придонесува фабриката за украсна керамика во Кичево, која засега нема голем зафат, но има такви тенденции. Започна со производи работени по моделите што ги изработуваше починатиот аматер грнчар Мике Димитриевски од Кичево. Сега фабриката ја надмина таа фаза и изработува производи со значајна уметничка вредност. Производите од најквалитетната ума во Македонија, која се наоѓа токму на овој терен, се мошне барани во целата земја.
Kičevo je grad na kontrasti. Tamo kada što pred 10 godini Živorka, Šapkarski i drugi dućani, vo tesni od Sokak sega je postaven prekrasen kulturen dom za koji čufme deka je duri predimenzioniran. Nablizu je noviот hotel, a веднаш до него зградата на новата банка. Од тука па до железничката станица е создадена авенија со две насочни улици кои го сочинуваат рбетот на градот. Старата трговска улица, иако постои, представува символ на минатото, а овде, на оваа авенија, се оцртува неговата иднина. Кичево е еден од ретките градови во Македонија што е толку убаво осветлен, особено неговиот нов дел кој е и најпрометен. Движејќи се по авенијата, паѓа во очи свежината на старите згради. Тоа доаѓа од таму што фасадите се прекриени со цртежи кои се плод на детската фантазија. Во средината на мај, во Кичево се одржа изложба на средбите Курирче. Минатата година на изложбата учествуваа ученици од 290 училишта од Македонија, како и деца од 12 предучилишни установи. Така, од оваа изложба остана овој траен украс на градот кој го осветли и разубаве. Поради лошите сообраќајници, до пред една година Кичево беше најизолираниот град во Македонија. Многу лош пат и бавна теснолиниска железничка пруга го поврзува со Скопје и со Охрид. Се патуваше долго, лошо и неудобно. Сега врската е воспоставена со магистрален пат и со железничка пруга од нормален колосек, која во Кичево ја краси прекрасната железничка станица. На платото пред железничката станица е поставена теснолиниска железничка композиција, која се обраќаше од Скопје кон Охрид. Тоа беше последна композиција од едно долго патување. За време на последното патување со малиот воз, што луѓето многу го сакаа и го викаа Киро, од неа се разделија со голема болка. Тоа време е заборавено, бидејќи новиот воз ги избриша сите сомневања во тоа дека на местото на Киро ќе дојде нов воз. Сега Кичево е мошне добро поврзано со сите краеви во Македонија, од најизолираното стана најповрзано место во Македонија. Се наоѓа во средината на републиката и е оддалечен од Скопје 112 км, од Македонски Брод 26 км, од Битола 85, од Охрид 65, од Прилеп 37 км. Сите овие растојанија се релативно кратки поради добрите сообраќајници, освен спрема Дебар кој наскоро ќе биде поврзан бидејќи патот е во изградба. Кичево се наоѓа во ретко живописна околина.
За тоа придонесува изворот на реката Треска, што се наоѓа 10 километри од градот. Извориштето е богато со вода, која на повеќе места избива од варовничките карпи. Со бетонирањето на целата должина на извориштето е изменет првобитниот изглед и неповратно е загубена првобитната природна убавина. Населението од памтивек Треска ја наречува голема река. Таа е навистина голема, бидејќи нејзината должина изнесува 138 километри и по големина е втора река во Македонија. Студена е и бистра во целиот свој тек. Уште од излезот од земјината утроба, таа многустрано се користи, а најмногу за наводнување на обработливите површини на Кичевското поле. Таа тука прима повеќе притоки, од кои најголема е Зајаска река. Покрај ова, во овој крај е многу позната Бигордоленската река, која остава силен впечаток. Извира во селото Бигордоленци, пошто и го добила името. Оваа мала рекичка, кога ќе надојде, струполувајќи се низ карпите, прави чудесно убав водопад на кој се прелеваат боите на виножитото. Немавме среќа да го видиме водопадот во природниот раскош поради нискиот водостој на реката, но затоа се задржавме на трагите што ги оставил на бигорливите карпи во кои реката создала пештери. Тоа се ретко убави површински пештери над кои се надвиснале шупливите бигорливи карпи. Горе, селото Бигордоленци е скоро пусто. Чад излегуваше само од еден оджак. Барајќи подобар живот, селаните се спуштиле долу во рамнината, во плодното поле, и таму создале нови домови. Па сепак, иако празно, старото село постои и неговите гробишта што се покриени и заштитени како некои живеалишта. Патописците тврдат дека гробовите се покриени затоа што луѓето тука сметале оти на мртвите треба да им се создадат услови како на живите. Ова паганско верување во задгробниот живот се чини се задржало во селото Бигордоленци доста долго. Од Бигордоленската височина, каде што доминира бигорливиот камен, долу кон пространото Кичевско поле, се гледаат новите населби, а во далечината се распознаваат контурите на манастирот Света Пречиста, кој се наоѓа на една падина обкружен во зеленило. Тој е еден од најголемите манастири во Македонија. Изграден е во 1316 година, меѓутоа повеќе пати е разурнуван, пален и обновуван. Денешниот изглед го добил во 1848 година, кога е последен пат обновен. Манастирските конаци и сега се обновуваат, бидејќи ги притискаат големи количества земја од горната страна, па мора да се подпираат со греди за да се запре нивното лискање. За целото време од постоењето, манастирот бил расадник на просвета и култура за населението од овој крај на Македонија и пошироко. Тука работело ќелино училиште. Митрополитот Козма одовде испраќал учители низ цела Македонија. Едно време тука престојувале и учеле Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Крчовски. Во илинденскиот период во манастирот бил сместен штабот на Кичевскиот и на Битолскиот револуционерен округ. Како засолниште послужи и во Народно-слободителната војна. И уште ова, во 1924 година во овој манастир се замонашил неодамна починатиот архиепископ на Македонската православна црква Доситеј. Црквата почива на балвани, бидејќи се наоѓа на мочурлив терен. Обилува со интересни икони и фрески. Од постарите икони, најзначена е иконата која ја прикажува Аврамовата жртва.
Интересно е дека манастирската црква ја посетуваат верници и од албанската и од турската народност. Кичевскиот крај одигра значајна улога во народно-слободителната борба и народната револуција. Во Лопушник се наоѓаше слободната територија која представуваше политичка и воена база за јакнење и ширење на слободителната борба во Македонија. На слободната територија беа Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб, а тука беше и партизанската печатница. Од тука се раководеа борбените акции и другите активности во овој крај, се водеше жестока борба за одбрана на слободната територија. Во тие борби често беше предмет Кичево, кое беше неколку пати ослободувано. Во целиот овој крај скоро постојано се одвиваа борбени акции. На 11 ноември 1943 година беше формирана првата македонско-косовска ударна бригада со 800 борци и веднаш стапи во борба во Извор и Кленоец. Тоа беше нејзиното крштевање. Борбите во Кленоец, во ова мало село на падината на Бистра на целото Извор, беа жестоки. За борбите кај Кленоец се вели дека потсетуваат на борбите кај Кадињача, а за Кленоец дека тоа е македонска Кадињача. Борбите за заштита на слободната територија кај Кленоец беснеа деноноќно. Во тој пекол мнозина ги дадоа животите. Меѓутоа, борбите не се ограничија само на овој терен. Тие се одвиваа и кај Бигор Доленци кај Пресека, што ги водеше Кичевско-Мавровскиот партизански одред, кој беше формиран на 21. мај 1943 година во Лопушник, па борбите за Кичево, кое, како што рековме неколку пати, беше ослободувано за на 15. ноември 1944 година да го доживее конечното ослободување. Во Кичевскиот историски музеј систематично е прикажан развитокот на народно-слободителната борба во овој крај, подвизите и страдањата на населението, зверствата што ги покажа окупаторот и непокорот што беше основната добродетел на народот од целиот овој крај. Спомен костурницата, која е подигната во знак на сеќавање на загинатите борци и страдањата на овој народ, мошне речито зборува за тешкото, но и славно минато на овој крај. Контрастите тука постепено, но сигурно се бришат. Старото му го отстапува местото на новото. Во тоа главна улога игра материјалната база. Некогаш Осломој беше рудник со површински коп на јаглен, беззначаен по својата големина. Сега, на овие извори на јаглен, работи првата централа на цврсти горива во Македонија. На 26 август минатата година од термоелектричната централа Осломеј потече електрична енергија. Производството на енергија е базирано на процентите 25 до 30 милиони тони резерви јаглен, кои ќе овозможат непречена работа на термоцентралата за период од 25 до 30 години. Термоцентралата е со инсталирана сила од 120 мегавати. Годишното производство ќе изнесува 660 милиони киловат-часови електрична енергија.
Покрај овој крупен капацитет, во околината на Кичево се наоѓа најголемиот рудник на железо во Македонија Тајмиште, кој е главен снабдувач на Скопската железарница со железна руда. Тука, на надморска височина од 1500 до 1700 метри, се работи на 5 ревири. Само во копот кај местноста Чаушица, од каде што се овие снимки, дневно се копаат по 2000 тони руда, која, како што ни рекоа инженерите, содржи 42% железо, а има и побогато од неа. Ни рекоа уште дека во рудниците Тајмиште има резерви руда за 60 години експлоатација. Во среднорочниот развој од 81 до 85 година, Кичево ќе добие нови објекти, меѓу кои е најзначајна фабриката за решеткасти столбови за далноводи, како и фабриката за украсна керамика. Во овие и во другите објекти ќе бидат инвестирани 250 милиарди стари динари. Тоа е Кичево и неговата околина чиј развој е бесомнен и се базира првенствено врз максималното искористување на рудното богатство што го има во овој крај, а има железо, јаглен, мермер, манган, глина и друго. Тоа овозможува Кичево да напредува со големи чекори и да ги брише контрастите кои стануваат се побледи.